and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Златното време на Америка почнува сега. Ќе ја вратиме сувереноста, ќе ја обновиме безбедноста, ќе ставиме крај на злоупотребата на правдата. Ова беа главните ветувања на 47-миот американски председател Доналд Трамп, откако свечено положи заклетва. Многу едноставно. На прво место ќе ја ставам Америка. Вагата на правдата ќе биде ребалансирана. Злобната, насилна и неправедна инструментализација на Министерството за правда и на владата ќе заврши. Прогласување на вонредна состојба на американско-мексиканската граница и означување на наркокартелите како странски терористички организации. Америка повторно ќе стане производствена земја и ќе ги користи резервите на нафта и природен газ. Укинување на цензурата и на програмите за различност, еднаквост и инклузија во федералната влада беа другите пораки. Не ги учеа децата да ја мразат нацијата. Имаме шанса како никогаш досега, но прво мораме да се соочиме со предизвиците. Владата имаше криза на доверба, многу години на корумпиран естаблишмент. Имавме влада која даваше милиони долари за безбедност на другите нации, но не знае да се справи со домашните проблеми. Во својот прв говор како председател Трамп рече дека главен приоритет ќе му биде создавање нација која ќе биде горда, просперитетна и слободна и дека Америка има шанса да ја искористи оваа можност како никогаш досега. Досегашното владење на Бајден донесе криза во довербата на системот поради долгогодишното корумпирано владење. Неговата влада запаѓаше во кризи и катастрофи како на домашен, така и на меѓународен фронт, рече Трамп и додаде дека Америка станала безбедно место за криминалците кои легално влегувале во земјата. Трамп рече и дека САД ќе ја поврати контролата врз Панамскиот канал. Тој потсети на неговата кампања кога преживеа 2 обиди за атентати. Рече дека иако се обиделе да му ја одземат слободата и животот, Бог го спасил и преживеал за да ја направи Америка повторно голема. Пред насобраните поддржувачи им порача дека јануари 2025 година е моментот на ослободување на Америка. Трамп, кој беше и 45-ти американски председател, положи заклетва пред главниот судија на Врховниот суд Џон Робертс. Се заколна на 2 Библии, лична што му ја дала мајка му во 1955 година и историска користена на инаугурацијата на председателот Абрахам Линколн во 1861 година. Заклетва положи и подпредседателот Џејмс Дејвид Венс. Церемонијата првично требаше да се одржи пред американскиот капитол, но поради студеното време беше преместена во Конгресната ротонда.